Сакам да бидам богат и славен, за мене сите да зборуваат. Сакам да бидам, сакам да сум супер звезда, по мене сите да лудуваат. И сакам да сум славен спортиста, за мене сите да навиваат. Сакам да бидам, јас сакам да сум супер звезда, за мене сите да уживаат. Супер, супер, супер звезда, супер, супер, супер звезда, супер, супер, супер звезда, супер звезда, сакам да сум јас. И сакам да сум пејач славен и фраер главен, од кого нема спас. Сакам да бидам, јас сакам да сум супер звезда и свете да ме бие добар глас. Super, super, super zvezda, super, super, super zvezda, super, super, super zvezda, super zvezda, sakam da sum јас. Super zvezda, sakam da sum јас. Добро утро, драги гледачи! Некој овдека не е доручкуван. 3-4. Добро утро, драги гледачи! Значи си да сме доручкувани. Здраво, живо, добродовте во новогодишната емисија на Супер Звезда. Супер Звезда е дојдена каде, ако не на најдоброто место, она место што го сакаат сите деца и најмногу нивните мајки, а тоа е местото кое? Каде е оваа кујна? Ова е местото на емисијата Храни и вино, поточно Мед Фокус продукција. Тоа се нашите големи пријатели кои што многу си ги сакаме, ги поздравуваме во еден момент, ќе им пратиме многу бакнежи на Мед Фокус продукција. Ајде. Бакнежи за продукција Мед Фокус. Да ни бидат живи и здрави што не пуштија денеска овде да направиме неколку специјални манџи јадења и шо и ќе биде и како ќе биде, но пред да го представиме нашиот главен кувар за денеска, ред е да се представиме на кратко, еве ќе почнеме од овдека, од овој лепотан овде што си ја штипе брадата, брзо го покажеме кон камерите, здраво. Здраво, јас сум Доријан, имам 7 години, учам во школата Јохан Хајнис Песталуци. И што јаде за доручек, Доријан? Пржени лепчиња. Пржени лепчиња, браво, оваа кукла овдека се вика? Магдалена Димитри. Магдалена, што јадеш ти за доручек? Ја јадам највеќе шпагети. А ти Магдалена, а оваа кукла овдека се вика? Здраво, јас сум Марта Манеска. Марта, ти што доручкуваш секоја сабајле? Па пржени лепчиња. И ти пржени лепчиња, браво. Одиме да ја видиме оваа женска, Здраво, јас здраво. сум Магдалена Кузманок и за доручек јадам јувки. Јувки, шо убаво. А оваа женска? Здраво, јас сум Магдалена Силковска и за доручек јадам исто јувки. Леле, колку јувки се јадат овде позади. Да видиме шо јаде Јордан. Јордан, како си ти, добар си? Да, Имаш женска? да. Браво. Што јаде тоа за доручек, а што ти? Па не знам. Она не знае што јаде. Што јадеш ти најчесто? Пржени лепчиња. Пржена лепчиња, браво. А еве го и Филип. Здраво за Филип. Како си? Добар си? Филип, да те видат гледачите. Прати им бакнежи на сите женски. Заведи ги малку. Браво, Филип. Што доручкуваш ти секој сабајле? Јас се доручкувам Најчесто утрна леп со мармалад, палачинки. Што јаде Филип? јајце на око. Јајце на око. Браво за Филип. Еве оваа женска што се вика? Дејана. Дејана, како си ми ти, добричка колку? Да, Дали ти секој утро доручкуваш редовно? да. Дали е тоа геврек и јогурт? Не. Што е тоа? Палачинки. Кој ти ги прави бе злато? Мама. Браво, бакнежи на ги пратиме, браво си. А оваа убавица овдека се вика? Кјара. Кај си бе, Кјаричка, добра ли си злато? Да. Кажи ми ти што доручкуваш секој утро? Пржени лепчиња. Пржени лепчиња да пукне, браво. Кјара бакнежи за баба што прави убави колачи, јас во една ситуација ги пробав да ја поздравиме и незе. Еј! Еве а куклата што се вика? Ања Ветерова. Здраво, Ања, што правиш, Ања? Доручкуваш ли денес? Да. И што доручкуваш, Анчето? Мекици со сирење. Мекици со сирење, браво. Дали ти знаеш сама да ги правиш или некој ти ги прави? Баба ми ги прави. Прати и бакнежи на бабата што ти прави мекици. Браво. Ајде да видиме сега која кукла не ја представивме. Еј, оваа кукла што се вика Ана Марија, така ли е? Да. Ана Марија, колку години имаш ти, злото? 7. Ти си прв пат во Супер Звезда денеска, така? Да. Прати бакнежи на сите што те гледаат. Бакнежи. Ти и твоето братче, Џоџо се вика, така? Џоџо, здраво, како си, Џоџо, добар? Секам Џоџо, Јоргино, браво. Колку години имаш, злото?
Пет и пол. 5,5 години, па ти си голем дечко. Вие доручкувате заедно секој се бајле? Да. И што јадете најчесто? Држи рулетки. А ти, Джоджо? И јас исто. Браво, одиме понатака да видиме. О, Јана не ја кажавме на камерите. Јана брзо да те видат. Место гледачите да ја видат Јана. Јана, добра си? Да. Ти јадеше денес кадлото? Да. Што јадеше? Там. Тарана, браво. А бакнеш за кого ќе пратиме, кој готви најубаво кај тебе дома? Мама и тата. Мама и тата готват најубаво. Браво, бакнежи. А сега да ја поздравиме оваа кукла. Здраво, јас сум Дијана Кимовска. Јас сум пето оделение и во слободно време слушам музика. А дали готвиш во слободно време? Па не. Понекогаш, не, никогаш? Понекогаш. Кој готви кај тебе дома? Мајка. Што јадење најубаво прави, што ти го обожаваш? Па палента. Палента, браво за мама. И да ја видиме за крај Кики Костовска, здраво. Кристинче, како си ми ти дома? Добра. И ти доручкувана си или не? Доручува. Ти дали правиш нешто дома, вака никоја манџа дали знаеш да направиш? Не манџа. Не знам, можеме нешто друго. Нешто едноставно, што знаеш само да приготвиш? Јајце. Јајце пржено, варено како? Мислиш дека децата треба да знаат сами да си прават кога мама и тато не се дома? Треба, одлично. Ти благодарам. Сега вака, во оваа специјална новогодишна емисија, да ве видам, тука добро, разбудени, расположени. Дали сакате во оваа специјална новогодишна емисија да го поканиме нашиот кувар кој денеска ќе ни готви? Почитувани дами и господа, малечки прицови и принцези, дозволете ми да ви го представам спектакуларниот кувар, сонот на секој модерен ресторант, човекот кој што има напишано безброј книги за готвење, многу кувари, кој што е надалеку познат ширум целиот свет. Дами и господа, Виктор Петров Викса. Аплауз за нашиот денешен кувар. Го чекаме Викса да влезе. Здраво, да пукне направете брзо. Како се договоривме, например, преска? Ки правиме? Добро. Јас да ве поздравам, вие сте стварно убав, па не важам декор у кујнава, али убаво е да биде човек меѓу волку убави деца и меѓу волку убава кујна, што ќе употребиме за готвење денес. Важи? Добро. Кој е најгладен? Тоа се седете мирни за да не јадете кјутек. Лажам, се зафркавам. Добро, ќе одиме значи поред. Дарко, од каде да стартуваме? Прво да онака, што знам, кај што нели кога се станува наутро, прво се оди во таа малолетската соба, кај што се тушираме, миеме фаца, заби, така, и после идеме у кујна. Пиете ли кафе од Савајле, вие? Што видов некој со опашка да не пиете кафе од Савајле пред доручкување или пред појадот? Не, добро. Чека да видиме воден има некој опашка, стварно врдете се да има опашки така. Мрдаше преска, ама тоа била таа титката што чистеше. Добро. Значи, на почеток почнеме со рецептовија или како ќе одиме? Па јас сум за да почнеме прво со реклами, па после да се вратиме во кујната по. Сега. Се согласувате? Одиме со блок реклами. Кој ги сними рекламите, се враќаме значи на готвењето, полекано сигурно, едно нели од секогаш било битно. Битно е да секој кувар покрај она што е основно да има капа, мора да има и цвикери или средство, орудие за читање рецепти, бидејќи нормално не може човек да памти милиони и милиони рецепти, јадење и храна поминали низ овие две полузлатни, да не кажем колку карата се руки. Значи, секој млад организам, стар, или и оние кои се осеќаат како првиот што го набројав, е битно да се набилда со витамини утренски. Секако, зборувам за ова. Многу од вас имаат, не знам дали сте чуле, али има некои завели дека бананава, например, општо во природата се лупи од напред или од позади, ќе покажам конкретно кои се основните грешки кога лупите банана, да го скинете ова или да го заџапате или не дај Боже да го растегнете и гледате што се дешава. Ето, одма проблем. Факт е да, значи овој принцип од било која страна игнорирајте го. Ќе ви покажам како правилно го прават тоа. Па некои мои колеги го прават и во Јужна Афричка република. Има дел од тој процес и пренесен ваму кај нас. Значи се што ви треба многу едноставно е. Приборот е лесен и може да го најдете било каде по дома, само дзинете под кревет. Например,
ем не е оштетена, ем поише од 10 минути ќе се занимавате со лупење на бананата, а тоа е исто добро за вегетативниот нервен систем, кој што еве погледнете разликата. Ова може да се стави чеп, може да се стави на. Што е битно е сега не гледам да му се банарија, пошто тоа е сепак аперитив пред кафе или слично, разликата е видена. Мислам, ова се јаде, али потешко се твака. Значи, да сето ова што го гледате овдека, особено овие делови, да не ги пипате ако сте дете помало од 18 години и да сте постаро дете, не е битно, баталите ги работите што ги видите тука. И оние кои ги видите до сега не се прават, ни најголемо лудило на паника дека немате што да правите, па нешто би се рипа и значи, не правите ништо што гледате на емисија, пошто сепак за вас треба искуство. Јас во Франција имам 7, може имам учено не еден дена, 10 дена Како се ракува? на тој семинар. Да, конкретно за кујската мачета. Да се навратиме сега да видиме сега. што е различно во вкусот. Вкусот е сепак нели накажан збор, може да се верува. Меѓутоа најубаво е да го проверат тоа овие млади мои асистенти. Кој сака парче банана од вас? Добро. Арија, Тојан, 3. Не. Ќе мора да не сака повеќе од 4, може? Може. Ајде да видиме, да пробаат да кажат дали е вкусна. Брзо земи. Веднаш. Пробајте и кажете ми дали додека чвакате, што намкава, евидентно е, нели, оние кои чвакаат се осеќате освежено, онака воздигнато со витамини, така? Бананата има многу витамин С, но понекогаш не го ставаат цел витамин С, али има Б витамини и така натаму. Дали сме свежи? Да. Добро, а сега Значи бананата е правилно излупена. секако и правилно исконзумирана. Ова љушпава е пожелно да се фрли ако живеете у зграда од прозор, никако се зафркава. Филип, така беше, не Филип? Филип, врти го ова додека зборам, пошто не можам да се сконцентрирам. Ова е битно да се врти во континуитет, затоа што следи подготвување на полуварено јајце. Тој, конкретно, треба да кажам од каде потекнува овие рецепти, такви работи, не е битно само да го приготви. Не е битно, само да се приготви. Добро. Битно е во кој земји се конзумира, да им кажам. Спаѓа како појадок во континентално мени, например, не знам, кога ќе отидете на одмор или во некој одморалиште со деца во она, наутро имате два вида на појадок. Едниот е лепче со мармалад и ќуфте, другиот е кашкавал и јајце. И сега кога сме кај варење јајце, јас знам дека многу од вас сигурно и го знаат рецептот, меѓутоа битни се некои споредни моменти за јајцево да биде добро подготвено. Јас ќе ги презентирам сите за овој настан, значи за варење јајце ни треба Што не е потребно? еден сат стаклен, едно јајце со печат розев на него. Битно е помагалото за деконцентрирање цело време да се врти. Браво, Филип, одлично. Ни треба вода и тоа еве, ајде, може и од чешма. Не е баш пожелно, пошто се фаќа креч на садот за варење. Ако сме веќе кај следниот, значи еве сад за варење треба. Полуварено јајце, подготвување вака. Прво го ставаме садот за варење у кујна. Тука негде околу нас. Ставаме вода, битно е да се измери. Битно е да се измери за едно јајце, при принцип ни треба по 100-150 децилитри вода. Со тоа што е моце повише ставив, само Се тама. добро е да се проба, за да не биде пресолена јајцето. Пошто се уште не сме ставили сол, ја ќе се напијам јогурт. Добро. Врти го тоа, врти го. Одлично. Горете. Јајцето го ставаме со се стаклениот сад. Се уште не е ставен да се вари, значи, заради адаптирање. Убаво е да не се шокира јајцето за да не биде, мислам, фората на пол сварено е, малце покасно. Вака го адаптираме садот еден во друг, за да имаат некоја хармонија, како се вика, некои 2 до 3 минути.
И битно е, на дигитален саат, на дигитронски саат се гледа 4 минути, на обичен 3. Ради разликата во време. Например, од кога тоа поминало, ова се става вака, ќе те замолам само да го видиш, пошто некои го викаат и поховано полуварено јајце. Што е ствар на кој континент го готвиш и како го приготвиш. Вака целото спремно, се става, или шпоретот се носи со двајца чичковци до садот, ако имаш текер во близина, или се зема ова целото и се става на рингла за приготвување. Да го направиме тоа, дзиднете вие реклами или мала пауза, не знам што ќе се случи, јас само да го уклучам шпорет. Еве сега додека чекаме водата да зоврие и додека чекаме јајцето да се свари, малку ќе си поразговараме, ќе си направиме муабет, еве кјаричка на пример. Кјарче, ти добра си? Да. Ти се допаѓа ли овде во кујнава? Да. Кажи ми се една многу битна работа. Кажи ми ти кој ти прави најубави јадења на целиот свет? Баба. Баба дали ја гледа емисијата Храни? Следниот пат да ја викнеме баба овде да ни готви или Викса е најдобар на светот? Викса ќе ни готви, браво. Викса каде научи вака добро да готвиш, многу ми интересира. Претежно во подрум. Тамо ни беше летната кујна на мојата мама и тато и си да готвевме, што многу мало. Јас изготвувам, например, сум приготвил дубари такви работи, или тоа како мало? Не, во Наку, да, во последно време не. Треба само да го сакаш, знаеш, едноставно тие работи кои ги сака човек, не е тешко да се лесно е да се научат, тие се веќе дел од мене. Браво, еве Ако сака да стане кувар или куварка, јас можам да му помогнам. Марта е овде. Да праша Марта дали сакаш ти да готвиш кога ќе порастеш? Па... Так. Кажи ми дали веќе готвиш ти некакви јадења, Марта, да? Не си пробала никогаш во кујната да готвиш нешто? Не. Никогаш. Кој е тој што готви дома, тато или мама? Двајцата. И двајца да готват. Браво, колку убаво. Чекај да видам која е ваша женска. Јана, шо правиш ти, Јана? Заспа? Не. Кој готви кај тебе најчесто дома? Мама. Мама, а тато дали готви понекогаш? Најпомага на мама. И помага на мама кога таа готви. Чекај да видиме што ќе каже Ана Марија. Ана Марија, кој готви кај вас дома? Мама. Мама, она готви кај све ова мајки ве готват, а татковци ве готват понекогаш? Твојот татко готви некогаш? Не. Не? Браво. Кажете ми сега, вака сакам да ве прашам што е омилено јадење на Филип. Филип, дај да те видам мамо. Кој е твоето омилено јадење, Филип? Моето милено јадење е риба. Риба, каква риба твоето? Пастрнка некоја јадеш, некој лосос, пржена, печена или каква? Скуша. Скуша. Браво, ете Филип јаде скуша. А што јаде Јордан да видам? Јас јадам паштета. Паштета на лепчена мачкана, дали сам ја мачкаш или некој ти помага? Николина. Николина, дадичка ти помага. Еве Меги, а дали јадеш и ти редовно? Да. А кој е твоето омилено јадење, злото? Јајце. Јајце, какво? Варено, печено, пржено, со око, без око, какво јајце? Со око, јајце со око. А Доријан што јаде најчесто? Јас најчесто јадам лазањи. Лазањи. А Ања да видам дали јаде лазањи. Ања, што јадеш ти, злото? Јас јадам највеќе пире. Пире. Браво, сега да видиме што јаде најмногу Магдалена. Ја најмногу јадам супа со лимон. Што со лимон? Супа со лимон. Супа со лимон да пукне. Браво, кукло. А што јаде Дејана да чуја? Јас најмногу јадам тортелини. Тортелини. Дали во нека од следните емисии ќе ги видиме вашите кулинарски Тортелини, шпагети, тоа се јадења кои се прават брзо, на таа листа припаѓаат и мислам дека зошто не тоа е многу лесно. Многу лесно. Сепак треба да се знае. Да, наскоро да. Ја планирам да научам да готвам љувки. во последно време, значи тоа е Па тенденција последните 5 години одам по села низ Македонија, ги дознавам вистинските рецепти. Бидејќи за права љувка не ви треба само љувка, треба и нешто друго, знаете. Битно е брашното, битно е колку јајца, а кога сме кај јајца да го провериме нашето полуварено јајце. да видиме докаде е нашето полуварено јајце. Да дирнеме. Тираме, еве драги гледачи, да видиме што се случува. Случува е, значи да го исклучите уредот за праење, за варење вода, шпоретот и сега да не ја должен постат, па не се брца директно внутра, бидејќи тоа е водата опасно, да, топло е. Колку минути требаше јајцето да стои на Па рековме,
од кога ќе зовре водата, 4 минути на дигитронски сат, 3 минути на оној обично со 300. Откако ќе го исклучиме, значи ја го кинуваме топлината под него, го оставаме некои 20 минути, пола сат некаде одстои, за да можеме да целиот сат го однесеме под вода или црево, уште хубаво е, или ако живеат некои дечиња до парков, има таму чистнички фонтани, да гратис вода, одите со сетенџера, ја ставате И го ладите. Тоа е постапка која што е битна, затоа што тука баш овој процес го прави љупењето тешко или не тешко, а сепак лупењето е кај полуварено, полупоховано яјце пресудно. Ќе ви покажам како тоа изгледа на крај. До сега дали може да направиме само мала пауза? Апсолутно. Одиме со пауза. Значи, одиме со вториот рецепт, рековме дека ќе игра и зеленчук, ќе игра и ова се вика рецепт весело стомач, бидејќи е многу интересно да си го приготвите дома сами, многу е едноставен рецепт, да не должам многу да предам директно на пудинг со зеленчук, овошје и добра волја. Кај пудингот со добра волја, значи на почеток рековме дека ќе играме и со витамини, ни треба даска за сечење лимон, ни треба пудинг, ни треба Филип. Брзо, врти го. Ни треба шекер, ни треба пудинг 2, тоа е основно на вториот пудинг, лимон, банана, ренде, сад за чоколада, без чоколада, млеко и ова не ни треба. Ставете го на страна. Значи, битната состојба на секој пудинг е знаете кој дава млеко во природата, дечки? Кравата без одело. Зимаме пола литар млеко, го ставаме во тенџера, Филип го врти што за да не испее рецептот. Не рипаме одма да ја правиме смесава со пудингот, бидејќи тука се прави основната грешка. Многу од вас сигурно мислат дека оној рецепт на кесичките на пудинг е еден единствен и тој живи мајка се, као немаше друг пудинг да се направи во животот. Не грешите. Не грешите. Значи, ни треба пудингот, кој ќе го измешаме со 6 лажици шекер. Ќе настави флашицата. 6 супени лажици за крокодил шекер. Ова е малце поголема, вакви ќе ставиме 2. Бидејќи ми изгледаат као за тројца. Може да кркаат супа од оваа лажица. Така, 3 од лажици, 6 лажици. Може, чисто ради шмек онака, да се измеша смесата на пудингот и шекерот и тоа се меша не е многу. 30 до 40 минути. Убаво да стане хомогена маса. Ставаме од не знам, полусозрен лимон, значи треба да има малце киселно и треба да биде благ и половинката која исековме на почеток, ставаме една директно може да се стави кој го извади сокот од лимонот. Ете една, две, колку падна? Уште една може. Ова ќе биде појак. Значи, и тоа се меша, повторно. Ова му дава, да, снимката нарочно ставих за да некој може нема пломба, вклучи ова, ќе му се најде, или евентуално може да бидете креативни. Да семката од пудингот ја ставите на најголемата шолја, која ќе биде во иста боја со вашиот нов комплет за гости дома, сад за пудинг. Растреперено ја ставаме смесата во веќе оладеното млеко, кое претходно беше сварено, па го ладевме за да биде ладно и на не многу жестока температура, значи го правиме тоа на 25-6 степени. Ако имате клима уште побаво, може да бидете сигурни на 27,5 степени на идеалната температура за влажност на пудингот. Значи, онака стихино, од десно на лево, го сипаме, го истураме поише, али ќе ви речам, го сипаме пошто у книгите за кулинарство така стои. Пудингот. Го тепавме од сипање. И уште го сипаме.
Некои овој дел на рецептот го викаат штета за камери, као дека се троши филмово, али тоа не е битно, нас не интересира. Така, кој животно дава млеко? Кравата, така е. Океј, ете го, малте не готов е буден. Треба само уште да се направи. Инаку, овде веќе рецептот е пред излишување. Еве, слушам и микропечката ми звони, да сум заборал да го направам. Дами и господа, не должам. Оваа смеса се меша додека не ве заболи руката. Става кромет по желба, може да ставите и чоколада. Подај ми една коцка чоколада. Многу е, гризни малци, Филип. Добро. Ќе ставиме директно и спонтано, а она ќе се растопи додека ја вариме. Ето така. И сето ова оди сега, без лажица, оди да се свари уште еднаш. Не треба да се запрегува со варење. Саат типол и треба цело време да се меша. Одиме на ринглата. Додека јас го направам тоа, точно да направиме мала пауза. Мала пауза. Еве веќе 28 минути како го вариме пудингот. Битно е да имате сега кој има, кој нема. Вилјушка. Мала ова е професионална вилјушка за мешање пудинг. За да не загори, овој пудинг весело спомаче го. Така. Знаеме дека јајцето е оладено. Може да се користи како смеса пред великденските празници, после нив и секако не целата година. Да ставите јајце во пудингот, за похранливо мислам дека е уникатно и дека не го користат многу овој рецепт. Некако ми изгледа празно е унутра. Така? Чекай, ќе ставим уште едно јајце. Оставив. Така, ова е овошен пудинг со две јајца. Од кој едното е полуварено. Откако ќе го подготвиме пудингот, се вадат јајцата надвор. Се остават, пудингот се сипа во садови. Ако сакате, ќе заборев информација, да ми изгуби, само момент. Битен момент е да се додаде и малку јогурт на сито ова, пошто пивка преска е да бидам малце нежен. Малку. Многу малку. 4-5 капки треба. И секако потезите се битни. Видовте деформација професионална за да не паѓаат капки. Тоа евентуално или се заборава дека сте го правеле, или се чекаат гости кои не се баш многу нешто као битни да се послуша се исто така. Или ако сте авантуриста, може да се сипе ладни садови, се сервира исто така без предрасуди, но ладно е. Ладно без предрасуди. И се пие пред зграда, у парк, на клупа, французи го пијат, покрај во кула, во Пиза исто се подпираат на зграда и го пијат. Кај нас тука околу песталоци, кочараци. Но битно е дека децата тоа не го јадат. Апсолутно. Значи, уште неколку збора за добар рецепт. Да ве потсетам дека све ова тука што видовте денеска, ништо не би требало да правите дома. Или, кратко кажано, ако сакате да не готвите као мене, него да направите нешто паметно и добро, еве ви како тоа изгледа. Храна и вино, овде се сите рецепти. Ова е вистинско решение, значи, за сите мајки, баби, татковци и сите други професионалци по куќа да можат да се набилдаат со знаење, да бидат уште поспремни за во кујната. Ова тежи, ова е едно дигестивно богатство. Не знам како да ви кажам, меѓутоа овде све запишано. Значи, децата вистински да јадат и добро да се хранат, треба да имаат најновиот број на храна и вино, впрочем, ние ќе им го поделиме тоа сега. Апсолутно. Одма, земете. Еве, поделете храна и вино. Дедо дома. Значи, сега веќе имаме нешто вистинско со што може да готвиме сите заедно. Така е. И за следното наше гледање по два рецепта секој да знае храна и вино. Ете го. Ете, сите дали добивте да видиме за некого дали недостасува весник. Добро.
Сакаме сите, Кики, Меги, за тебе злато. Значи имаме сите, одлично. И тука некаде е сега моментот кога треба да се поздравиме со нашите гледачи, да ја одјавиме нашата денешна емисија. Што да им кажеме за крај? Јас мислам да ги поздравам, да им се заблагодарам на овие прекрасни девојчиња и момчиња, дека се стварно супер звезди, дека убаво изгледаат и да се хранат здраво, право и на време. И да не го слушаат Викса следниот татко ќе Никако. Ова све што сте виделе заборавите одма. Дечки, дали убаво си поминавте со Викса? Дали ви се допадна на неговите рецепти? Дали може да се јаде нешто од тоа што ни направи денеска? Не, јадењата на Викса не се јадат. Ние малку се шегувавме Викса. Сега Кажи, добро. кажеме дечињата да не прават вакви експерименти по дома. Не. Ова беше само Ова една беше шега. новогодишно шоу. Да, така е. Па да ги И- поздравиме нашите гледачи кои се тука, да им ја честитаме новата 2009 која година сме све. 2008 директно. 2008, 2005 година, да им посакаме се најубаво во новата година, Нова година. да бидат добри, Здрави, живи, Весели. весели много. да слушаат по дома, Па не мора све, али нека слушаат така. колку што треба, да Така. гледаат Канал 5, Така е. да гледаат Супер Звезда и да гледаат Храна и вино. Храни и вино може. Ве поздравуваме, ве сакаме, ве гушкаме и ви мафтаме. Чао, чао, чао. Среќна нова, чао. Сакам да бидам богат и славен, за мене сите да зборуваат. Сакам да бидам, сакам да сум супер звезда, по мене сите да лудуваат.